Почитувани, со денешната пресконференција сакаме да упатиме драматична порака за бруталната албанизација на одредени органи каде застапеноста на албанците поминува и над 50%. Иако бројот на албанците во државата е околу 14%, за потребите на денешната пресконференција ќе ја земеме предвид официјалната бројка на албанците од 25,17%. Зоран Заев секојдневно ја повторува фразата „Едно општество за сите“, во кое треба да има соодветна и правечна застапеност и за албанците. Меѓутоа, во заднина се случуваат работи кои не ги гледаат оние, кои не се наоѓаат зад сцената. А токму зад сцената, Заев и Ахмети за десетина месеци извршија вистински масакр во државната администрација, бидејќи бројот на албанците во некои институции надмина и 50%, кое нешто е надвор од рамката на рамковниот договор. Еве неколку шокантни податоци за застапеноста на албанците. Во македонската влада од 2722 вработени, албанци се 1535 или 56,4%, македонци се 672 или 24,7%, а 515 вработени или 18,9% се турци, роми, срби, власи, бошњаци и други. Понатаму, во Министерството за локална самоуправа, дури 57% се административци албанци, во Министерството за економија 34%, во Министерството за животна средина и просторно планирање 30%, во Министерството за здравство 40%, во Министерството за култура 33%, во Министерството за образование и наука 28%, во Министерството за правда 30%. Единствена Македонија располага и со податоци според кои од 30 до 70% се административци албанци и во повеќе самостојни државни органи, агенции, дирекции, комисии, заводи, како и во западниот дел во земјата во голем број посебни јавни установи и други правни лица, казнено-поправни и воспитно-поправни установи, јавни предпријатија, центри за социјална работа, единици на локална самоуправа, установи од јавно здравство, јавни културни установи, библиотеки, театри, музеи, основно, средно и високо образование и фондови. Потребно е многу време во сите овие спомнати институции да цитирам конкретни проценти на застапеност на албанци, но со еден збор поразително е што во овие институции бројот на албанците се движи од 30 до 70% административци. Значи, во моментот имаме вистинска окупација на државните органи и институции со административци албанци. Произлегува дека Република Македонија е уникатен пример каде мнозинскиот македонски народ е изложен на дискриминација од страна на едно малцинство, во случајот албанското. Треба ли повеќе да се зборува, како што веќе спомнав, замислете, во владата на Република Македонија 56,4% се вработени албанци, а 24,7% се вработени македонци. Рамковниот договор, кој понатаму останува длабоко травматичен за македонската национална свест, се спроведува на штета на македонците. Единствена Македонија и македонскиот народ очекуваат одговор од Зоран Заев, зошто спроведува брутална албанизација во државните органи на Република Македонија. Не сакаме да бидеме погрешно разбрани дека попречуваме некој право на вработување, но во овие услови новата легална власт на Единствена Македонија ќе спроведе обратен процес на масовно бркање на албанците од работа. Исто така, новата легална власт на Единствена Македонија ќе ја сосече во корен праксата за полнење на администрацијата според проценти и доследно ќе го спроведе правилото вработување во администрацијата врз основа на знаење, способност и достигнување.